Второ издание на Дневникот на Канал Плюс. Добро вечер. Почнуваме веднаш по кратката најава. Останете со нас. Меѓународна научна конференција на Универзитетот Гоце Делчев. 150 научни трудови од земјава и странство на различни теми, меѓу кои прашањето за безбедност и проблемот со имигрантите. Развој на културниот туризам како начин на подобрување на квалитетот на живот во пограничниот регион. Ова е тема на денешната работилница во Делчево. Снимки кои биле противзаконски стекнати ниту кај нас, ниту во светската судска пракса не се видени како доказ. Така е кај нас, така и во целиот развиен свет. Докази кои биле противзаконски стекнати, ниту кај нас, ниту во светската судска пракса не се валидни како доказ. Член 12 од Законот за кривична постапка е недвосмислен за ова, исто како што се и законските регулативи на оваа тема во целиот развиен свет. Откако беа пуштени во јавноста прислушуваните материјали од страна на СДСМ, Македонскиот суд донесе законска одлука за некористење на истите, и тоа користејќи ист правен основ како што се користи во САД и во државите членки на Европската Унија. Во врска со оваа тема, експертите се едногласни и цврсто стојат на ставот дека нема земја во светот каде нелегално прибавени материјали би биле доказ на суд. Сега тргнувајќи од она што ние го имаме во Република Македонија како законска легислатива, знаете дека извори на правото се законите, некаде во некои земји и судската пракса, тоа право е на судот да утврди дали некои докази може да се користат во кривичната постапка или не, дали се законски или незаконско обезбедени. Што значи дека не само во Република Македонија, него и во други земји тоа е судска пракса, да речеме, тоа и дури во Америка, во некои земји на Бенелукс, мислам дека и во Италија, Шпанија, Португалија исто има таква судска пракса, да доколку се утврди дека се на незаконски начин тие прислушувани разговори обезбедени, значи не може да се земат како доказни средства. Ниту македонската легислатива, ниту светската пракса дозволува користење на докази кои биле стекнати спротивно на законот. Во европските земји постојат исти вакви закони како во Македонија, кои не дозволуваат незаконски стекнати материјали да се користат како доказ во суд. Тоа покажува дека и овие европски судови носат и би донеле одлука исто како и македонскиот. Сметам дека треба да се престани со, да речам, дебати, докажување, препуцување меѓу партиско за тоа дали судот имал право или не имал право. Сепак треба се почитуваат законите и судовите во оваа наша држава Македонија, затоа што ако ние не ги почитуваме, нема да очекуваме дека другите ќе не ценат и почитуваат. Согласно законските прописи, односно член 12 од Законот за кривична постапка ја обезбедува надлежноста на судот да може да донесе ваква одлука, секако доколку не постои основано сомнение дека некој дал налог или пак се спроведени некои истражни мерки за да се прислушкуваат телефонски разговори, со што се нарушува приватноста на луѓето, додава Алексовски. Така доказите прибавени со предизвикување на повреда на забраните предвидени со закон не можат да бидат употребени. Проблемот со миграцијата и прашањето по безбедноста беше една од темите на втората меѓународна научна конференција, насловена како Обштествените промени во глобалниот свет, која денес и утре ја организира Центарот за правно-политички истражувања при УГД, Универзитетот во Лиеж, Белгија и Правниот факултет при Државниот универзитет во Воронеж, Русија. Настанот е целосно подржан од Рудници Саса. Според програмата предвидено е втората меѓународна научна конференција насловена како Обштествените промени во глобалниот свет да се одвива и во текот на утрешниот ден, со што ќе имаат можност учесници од повеќе земји од светот да дебатираат на повеќе од 150 трудови кои претежно се однесуваат на повеќе обштествени дисциплини. Ова е континуитет од минатата година, значи продолжение на минатогодишната конференција, бидејќи опфаќа доста динамични аспекти, е поширока, опфаќа правни науки, политички науки, комуникологија, социологија. Имаме гости од повеќе од 17 земји, пријавено над 150 трудови кои ќе бидат објавени во
тритомни зборник на трудови, размена на мислења помеѓу научниците од од Европа. Ево коорганизација со Факултетот за правни политички науки и криминологија од Универзитетот во Лиеж во Кралството Белгија и Државниот универзитет од Воронеж од Руската Федерација, и едноставно тоа е символика кога три универзитети организираат некој настан, укажува дека науката сепак нема некакви политички или било каков тип на бариери. Според Ананиев, политичките науки кои се теми на конференцијата не се во функција да ги решаваат геополитичките проблеми. Едно правило има во политички науки дека нема решение на проблем, туку имаме само надминување на проблем, а задачата на општествените науки е да констатираат одредени состојби, да предложат одредени решенија и тие решенија доколку во одредена мера бидат прифатени, тоа значи дека науката го има постигнато она што требало да го постигне, значи да биде во функција на тие општествени промени. Од перспективата на професор доктор Ананиев станува збор за развојни, а не ретроградни промени. Всушност, тоа е функцијата на општествените науки, да констатираат и предложат одредени решенија, истакнува Ананиев. Конференција од ваков карактер, па и на други теми поврзани со дејности кои се одвиваат на факултетите при Универзитетот Гоце Делчев во Штип, ќе продолжат во континуитет секој нареден месец, најави новиот ректор професор доктор Блажо Боев. Се случува секојдневна активност на универзитетот во делот на организирањето на научни конференции, меѓународни средби, меѓународни контакти на најразлични нивоа кои се несуваат во делот на истражувањата, образованието и науката. Тоа е секојдневно на универзитетот и очекувајте дека тие активности се заселат до крајни граници, мислам дека скоро секој месец има некоја активност. Кризата со мигрантите зазема се поголеми размери на Балканот. Дел од мигрантите транзитираат без документи за идентификација, што значи отворена врата на движење на терористички групи. Ова го елаборира асистент на правен факултет од Ниш, кој учествува на меѓународната научна конференција на УГД во Штип. Илјадници мигранти секојдневно бараат транзит од Грција преку Македонија, Србија до земјите од Европската Унија. За миграцијската криза која се случува на Балканот, конкретно во Грција, Македонија и Србија, на денешната меѓународна конференција посветена на општествените промени во глобалниот свет, говореше Иван Илич, асистент на правниот факултет во Ниш, според кого решението на овој проблем не се наоѓа во Македонија и Србија како транзитни држави, туку во европските држави, кои пак, како на пример Унгарија, прават се мигрантите да не влезат на нивна територија. Затоа што е Маđarска... Унгарија е член на Европската Унија, нашите две држави не се членки на Европската Унија и нормално дека се на удар на мигрантскиот бран, а сигурно постојат и други причини кои на сите ни се добро познати, но на со што се соочува Србија се размислувањата дека мигрантите ќе се враќаат во Србија. Јас само го поставувам прашањето зошто да ги враќаат во Србија или Македонија. Тие не пристигнаа од таму, туку од една држава која исто така е членка на Европската Унија, а тоа е Грција. Зошто тогаш не ги вратат во Грција? Зашто их не вратите во Грчко онда? Она што Македонија и Србија мора да го направат е да го контролираат секој кој влегува во државите, истакна Илич, напоменувајќи на една значајна опасност. Ја мислим да ту не можеме причати о неком религиском питању, имајќи виду да ти луѓе из Сирија таму доста има и православаца. Она што е значајно да се спречи потенцијалната опасност е дека некоја од тие групи може би е терористичка, бидејќи знаеме дека во минатото имавме проблеми со такви работи. Знамо да смо имали проблеме у прошлости со таквим стварима. Заклучокот на Илич е дека проблемите се прават на вештачки начин, како резултат на политички игри за кои не сакаше да коментира. Жито Маркети денес донираше во болницата во Кочани, со цел директно да им се помогне на граѓаните во локалните средини. Со денешното донирање разладни уреди во одделението на Општа болница Кочани, Жито Маркети уште еднаш ја потврдија грижата за своите клиенти, но и хуманата димензија до која држи компанијата, со цел на конкретен начин да и се помогне на заедницата. Граѓаните на Кочани и поширокиот регион ја имаат привилегијата трети во државата да ги почествуваат придобивките од кампањата "Навика да добивам повеќе", веднаш по Веле Ситкичево. А тие сами по себе се потврда дека оваа компанија која прва во градот на Оризот го опреми и богато снабди најдобриот супермаркет, не мисли само на профитот, туку настојува да го воспостави обострано корисниот контакт со средината во која действува.
ваквите донаторски акции оставаат отворена можност директно да помогнеме во локалните средини и ние тоа го правиме затоа што грижата кон граѓаните е наша обврска, меѓутоа од друга страна лојалноста која граѓаните ја покажуваат кон брендот на Жито маркети за нас е дополнителен стимул да продолжиме да помагаме онаму каде што тоа е најпотребно. Денеска сме тука во општата болница во Кочани да дадеме донации од разладни клима уреди како еден неопходни апарати во секојдневното функционирање на болницата. Се надевам дека и во иднина нашата кампања Навика да добивам повеќе ќе продолжи со исто темпо и во прилика сакам да им се заблагодарам на сите граѓани кои активно се вклучи во оваа кампања за да може да продолжиме да донираме во повеќе здравствени и социјални установи секаде каде што сме присутни во сите општини из Македонија. Ваквиот донаторски гест беше припатен со расширени раце од страна на вработените во општа болница, кои искрено и се радуваа на секоја донација насочена кон подобрување на вкупните услови на пациентите. Благодарноста стигна од директорот на општа болница Дијана Постоловски. Правим во мое лично име и во име на вработените на општа болница Кочани да се заблагодарам на Жито маркети за остварената донација на 5 клима уреди. Самите клима уреди ќе бидат распоредени во болничките одделенија и во амбулантно поликлинички оддел, бидејќи самата болница располага со огромен обем на работа. Имено од 2014 година ја завршивме со преку 70.000 пациенти поминати во болничките и во амбулантно поликлиничките делови на болницата. Самите клима уреди ќе придонесат за подобри услови на работа на самиот персонал, значи на самите доктори, медицински сестри и на самите пациенти кои што доаѓаат на преглед или се хоспитализирани во општа болница Кочани. Значи самите знаете колку ви се веќе надворешните температури, особено ни се потребни во овие топли денови за да имаме една пријатна атмосфера во самите простории на општа болница Кочани. Значи голема благодарност, значи ова е еден позитивен пример, еден поттик до сите други приватни субјекти да донираат во здравствените институции на вакви позитивни примери за да може да самата болница остварува подобри услови за работа и за своите вработени, но и за пациентите, бидејќи верувате сите сме ние луѓе и сите сме ние потенцијални пациенти. Значи сите ќе имаме евентуално некогаш потреба да се обратиме во општа болница Кочани или во другите здравствени институции. Ова е прва донација од Жито маркети. Ние имаме остварено претходно, вие сте сведоци како медиуми на повеќе донации, меѓутоа ова е прва од Жито маркети. Јас се надевам дека ќе продолжи соработката, разговаравме околу некои можности за понатамошна соработка. Ја мислам дека ќе имаме позитивни искуства. Жито маркети оди чекор подалеку од другите, кога на граѓаните им овозможува да добијат бесплатна картичка за лојалност, со која не само што добиваат многобројни попусти и се дел од промоциите во целата трговска мрежа, туку се и директни помагатели во разни хумани активности од интерес на заедницата во која живеат. Хуманитарни акции за помош на семејствата во социјален ризик се подготвуваат во Штип. Утре соберна акција во рамки на проектот Топол дом организира Унијата на жени на ВМРО ДПМН Штип, а наредната недела Сдруженијето Цивитас и Советот на млади организираат соберна акција за учениците во социјален ризик. Унија на жени на ВМРО ДПМН од Штип утре организира собирна акција Биди хуман донире за социјално загрозените семејства. Хуманитарната акција ќе се одржи на плоштадот на пријателството со почеток во 18 часот, каде сите хумани граѓани ќе можат да донираат се она што не им е потребно, а во исправна состојба и може да послужи на некој друг. Ова акција во склоп на акцијата Топол дом што ја организира Министерството за труд и социјална политика. Ги повикуваме сите хумани граѓани да учествуваат во оваа акција и да донираат она што им е повеќе во нивното семејство, во нивното домаќинство, а на некој можеби ќе му биде неопходно, како што е облека, средства за хигиена, играчки можеби, прибор за деца, покуќнина, па дури и мебел, ако имаат парчиња мебел, зошто да не? Би можеле да ги донираме онаму каде што им се потребни, односно на оние најранливите категории на семејства во нашиот град. Хуманитарната акција за собирање на училишен материјал за деца од социјално загрозени семејства наредната недела организира и Советот на млади при општина Штип во соработка со Меѓународниот славјански универзитет, Американско катче и Сдруженијето Цивитас.
да ги повикам сите хумани луѓе да дојдат и да донираат било каков материјал за од училишен прибор, како што се моливи пенкала и слично, кои што подоцна ќе бидат дадени на оние кои што најмногу им требаат. Совет на млади заедно со Славјанскиот универзитет, заедно со Сдруженијето Цивитас, со американското катче и со помош на Црвениот крст ќе има штанд кој што ќе биде од 15 до 17 часот на 10.9.2015 година на малото плоштадче спротив објектот Нама. Акцијата да предизвикаме нечија насмевка се организира втора година поред. Минатата година со овој проект 23 ученици од основните и средните училишта добија ранец и целосен училишен прибор. Продолжуваме со другите актуелности. Започна откупот на грозјето. Квалитетот годинава е одличен. Откупните цени се утврдени на државно ниво, а утврден е и рокот за исплата на откупениот род. Штипската винарија Езимит планира откуп и преработка на над 20 милиони килограми грозје од поширокиот регион. Езимит вино започна со преработката на грозјето од годинашнава реколта. Според одговорните во оваа фирма, грозјето е со висок квалитет, се работи деноноќно со цел да се искористат поволните временски услови за да се преработи секое зрно грозје. Ние сме многу задоволни од квалитетот, претежно од врнежите и сончевите денови се испадна како порачено, како што очекувавме, како што сакавме. Годинава Езимит вино планира откуп на 20 милиони килограми грозје, од кое дел ќе биде сместено во визбата во Штип, а дел во винарската визба во Лозово, која од неодамна е во собственост на штипската фирма. Го проширивме нашиот капацитет, купивме нова винарска визба во Лозово и оваа година планираме да откупиме 15 милиони килограми грозје. Со тоа планираме да откупиме околината каде што се наоѓа визбата, потоа Велешката околина, Свети Николе и сите села што се наоѓаат во околината на визбата. Во Езимит вино на прво место се кооперантите. Парите за предаденото грозје им се исплаќаат истиот ден. Езимит останува на девизата донесено во визба добар квалитет и додека да се отиде дома лозарот да биде веднаш исплатено грозјето. Во наредните денови, слично како и минатите години, ќе се откупува квалитетно грозје од сортите Вранец, Шардоне, Смедеревка, Мерлот, Каберне. Пензионерите од Виничко на отворена интерактивна средба со представници од Фондот за здравство ги изложија личните искуства во недореченостите со кои се соочуваат низ здравствените институции. Реформите во здравството некаде вродија плод, но некаде го закочија здравјето на пациентите. Најслаба карика во системот на спроведување брза и навремена лекарска контрола е закажувањето со мој термин. Гротото присутни на денешната средба во Виница преку лични искуства ги потврдија недореченостите со овој проект. Приватни специјалистички ординации во Кочани го наплакиле прегледот на крводарители кои се ослободени од партиципација. Руралните средини во кои нема матичен лекар и аптека се соочуваат со ненавремено користење на акутната терапија од страна на хронично болни пациенти. Личните контакти беа искористени за укажување и сугестии до надлежните каде затајуваат локалните здравствени служби. На средбата на пензионерите од Виница со представници од Фондот за здравство во Скопје беа презентирани правата од здравствено осигурување и користење на ортопедски помагала, како и образложени процедурите за користење на лековите кои одат на товар на фондот. Фармацевт Христина Тосевска ги објасни обврските на матичните и дежурните лекари во делот на препишување на рецептите, но и обврските на аптеките при издавање на лековите. Доктор Ана Филиповска даваше совети која е постапката за да се стигне до ортопедско помагало. Ова е прва ваква едукативна, но интерактивна комуникација на пензионерите од Виничко за прашања со кои најмногу е засегната оваа возрастна популација, а е реализирана со подршка на подрачната единица на Фондот за здравство и здравен дом. Многу добри информации беа дадени состојбата со лековите, снабдување на лековите, цените на лековите, достапност на лековите, лекови за рурални средини и така натаму, што произлезе добар интерес од присутните и беа поставени доста прашања кои беа забележени од страна на присутните од Фондот за здравство и обеќаа дека тоа ќе се пренесе горе на ниво фонд и влада и веројатно некои наши забелешки ќе бидат прифатени. Едукацијата на пензионерите продолжува на нови теми од областа на интерната медицина, кардиоваскуларните заболувања, дијабетесот, зашто веќе се договараат термините, а пензионерите ќе бидат дополнително информирани. Денес дел од истокот беше во врела портокалова фаза.
Но актуелните високи температури не ја намалуваат грижата на граѓаните за обезбедување огревно дрво. Грејната сезона е на прагот, но недостигот од дрва и нивната цена се причина да се бараат други начини на загревање на просториите. Втора опција на граѓаните е електричната енергија, која годинава ќе грее поголем број домови од лани. Кризата на огревното дрво и понатаму продолжува. Годинава огревното дрво урива ценовни рекорди. За кубен метар веќе се плаќаат по 3000 и 3500 денари. Вистински хаос се случува. Граѓаните молат Бога да потрае летото. Оние кои се уште не уплатиле било каде за огревно дрво и тие што немаат средства да си купат, знаат во каква ситуација се наоѓаат или како име речиси на самиот старт на грејната сезона. Многу од нив се уште не се снабдени со дрва. Не. Затоа што моментално се скапи, чекаме малку ако може да поевтинат. Ако може, ако не може, ќе тражиме други излази. Скапи се. Ако не на струја, па веројатно струја или други извори на енергија. У државните институции кај пензионерите дрвата не се качени, а кај приватните овие транспортери качени се слушам некоја цена до 3-500. Не. Немаше дрва, а и немаме пари на почетокот да пишаме се у списокот, а не уплатиме рата. И шом немаш рата, значи отпаѓа. Сега се интересирам, вика дека дрва нема. Сега пред малку бев у пензионерското, интересира се, вика за сега нема. Донесат ти лоши дрва, не убави, враќат ги парите да си бараш од друго место. Меѓутоа, сега се поскапи. Сега овие приватните тражат над 3000 од кубик, тоа е многу. Домаќинствата за грејната сезона се во паника, дека зимава ќе останат без огрев. Тие не паметат дали некогаш цената на дрвото се искачила толку, освен тоа дрва тешко се наоѓаат. Велат секојдневно ги контактираме сите можни добавувачи, но безуспешно. Од македонски шуми велат дека количините на огревното дрво се ограничени. Тие деновиве вршат продажба на огревно дрво, соборено покрај пенушка на дап и бука. Се повикуваат сите заинтересирани правни субјекти кои вршат промет на дрво да се пријават на огласот. Условите за учество се правниот субјект да поседува решение за промет на дрво и дрвни сортименти. Правното лице кое ќе склучи договор се обврзува дека максималната малопродажна цена ќе биде 3000 денари по метар кубен за дап и бука. Заинтересираните да се пријават на огласот во рок од 5 дена во подружниците кои работат во јавното предпријатие Македонски шуми. Делчево денес е домаќин на меѓународен форум за развој на културниот туризам. Како да се подобри животот во пограничниот регион. Ова е цел на проектот кој заеднички го реализираат КУД Гоце Делчев од Делчево и Сдруженијето Луѓе и традиции од Симитли, Бугарија. Денес Делчево беше домаќин на меѓународниот форум, кој е дел од проектот подобрување на квалитетот на животот во пограничниот регион, преку промоција и ревитализација на културното наследство, кој е во организација на културно-уметничкото друштво Гоце Делчев од Делчево и Сдруженијето Луѓе и традиции од село Брежани, општина Симитли. Ќе посета црквата Света Богородица, стариот дел на градот Делчево, и се разбира, потоа ќе поменеме во новиот дел на градот Делчево, каде сите тие треба да го разгледаат нашето место, да меморираат, а потоа да ќе ги испратиме во село Брежани, во партнерската организација Хора и традиции, каде што своите идеи и тоа што ќе им се допадне од нашиот град на професионалните уметници, тие ќе го насликаат и веќе на 8 септември во изложбената сала во општина Симитли ќе бидат презентирани сите нивни дела. Делчево ќе биде одлична инспирација за 10 уметници од двете страни. Ги има оние символики што го обележуваат македонскиот народ. Сакам да сликам пейсажи, значи тоа што е карактеристично за нашиот град, за нашата околина, нашата река, брегалница, која е богата со многу дрвја, поготово значи тополите. Работам на таа проблематика затоа што тополата како дрво е символ на издржливост, на вечност. Јас со носталгија се сеќавам на оние изминати години кога со мојот татко сме деле на оние среди наречени свиждање. Сега на оваа возраст може да кажам дека во секој случај добра идеја за да се вратат токму тие
средби не само од аспект на од социјален аспект, туку и од аспект на културно спојување кое што го изгубиме со текот на годините. Ова е еден убав начин за запознавање на два братски соседни народи како што се македонците и бугарите. Резултатите од сите вакви средби се секогаш добри, а се надевам дека и сега ќе биде така. Инаку проектот започна пред неколку месеци и досега се реализирани неколку активности во двете општини Делчево и Симитли. Главната цел е размена на добри практики во областа на туризмот и создавање на мрежа на информации за да се промовира регионот Делчево и Симитли како атрактивна дестинација за туризам. Крајната цел на овој проект е да го заживееме туризмот и во двата региона, а основната цел е да се зачува духовното богатство кое што го носи традицијата. Вкупниот буџет на проектот изнесува околу 90.000 евра и ќе трае околу 18 месеци. На 13 милиони деца не одат на училиште поради конфликтите на Блискиот Исток и Северна Африка, што ги уништува нивните надежи, иднина предупреди Детскиот фонд на Обединетите нации УНИЦЕФ. Околу 13,7 од вкупно 34 милиони деца не одат на училиште во Сирија, Ирак, Јемен, Либија и Судан, што е вкупно 40% од децата во овие 5 држави. Речиси 9.000 училишта во овие земји не се користат за својата намена, бидејќи се уништени, претворени во засолништа или под контрола на вооружени групи. По 2 дена меѓународната железничка станица Килети во Будимпешта ги отвори вратите за илјадниците мигранти. Бегалците од земјите зафатени од војна Сирија, Афганистан и други држави од Блискиот Исток со трчање влегуваат во вагоните. Камерите и фотоапаратите регистрираат како луѓето панично бараат место, влегувајќи дури и преку прозорците на возовите. Чешката полиција предизвика многобројни критики и реакции на социјалните мрежи заради воведувањето на најновата мерка на одбележување на бегалците со бројки. Полицијата ги симнува од воз бегалците и со маркер им пишува бројки на рацете, зашто полицијата тврди дека го олеснува регистрирањето на бегалците кои немаат документи, а влегуваат во земјата. Кинескиот претседател за време на војната парада во Пекинг најави намалување на армијата за 300.000 војници и порача дека Кина секогаш ќе оди по патот на мирољубив развој. Сепак и со намалувањето од 300.000 војници, Народната ослободителна армија на Кина, која брои 2,3 милиарди војници, ќе остане најбројна армија во светот. Момче од Тексас на возраст од 19 години се застрелало самото со пиштол додека си правело селфи. Момчето починало од прострелна рана во грлото во стан во Хјустон. Момчето почнало да прави фотографии со оружјето, одеднаш пиштолот испукал и тинејџерот бил смртно застрелан. Неговиот браточет бил во друга соба за време на трагичната несреќа. Фудбалската репрезентација на Македонија со големи подготовки за квалификацијските надпревари против Луксембург, односно Шпанија. Во изминативе неколку дена напорно се подготвува за овие надпревари. Македонија на 5 септември ќе гостува во Луксембург, а 3 дена подоцна во Скопје ќе ја пречека Шпанија. Селекторот Љубинко Друловик за овие две средби повика 22 фудбалери поради повреда отпадна напаѓачот Јован Костовски. На негово место е повикан Крсте Велковски. Друловик реши да повика и трет голман, а тоа е Даниел Божиновски. Ово беше се во второто издание на Дневникот. Со нови содржини се гледаме утре. Имајте пријатна вечер.